Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Се надевам дека сите сте добри и читате добри книги. Пред некое време на блогот BlenMK, кој што го води Наташа Атанасова, тој е еден блог во кој што таа пишува критички осврти за романи, за секакви книги, има интервјуа со писатели, им пишува општо за културата, за уметноста и е одличен блог. Та имаше еден краток осврт на некои книги што ги прочитала неодамна и имаше напишано нешто за автобиографијата на Марко Цепенков, па тоа мене почна да ме копка и ја никогаш не немав читано и ме испровоцира да ја прочитам, а тоа читање ме испровоцира да го снимам ова видео и да кажам неколку интересни факти или некои моменти што сакам да ги издвојам, да ги истакнам од тоа исчитување на таа автобиографија. Инаку со Наташа снимивме неодамна еден разговор, едно интервју, повеќе разговор, во соработка со EU for Culture или Eurohouse Скопје, во кој што зборуваме за читањето, за книгите, за читачки навики, за добра литература, така што очекувајте го тоа видео да излезе деновиве, ќе го ставам и кај мене на профилот на страницата на читачот. Инаку станува збор за ова издание, автобиографија, ова е во издание на Литература МК и е нешто, не знам дали е лектира или пишува ова едиција читанка, и преработена е, прилагодена е нормално на современ македонски јазик, затоа што ова е автобиографијата е пишувана 1896, мислам дека ја напишал Марко Цепенков, иако има многу архаизми и турцизми, меѓутоа има и речник на крајот и убав поговор. Значи книгава, автобиографијата е 60 и неколку страници има. Ја исчитав ептен со голем мерак и задоволство. Марко Цепенков роден е 1829, живее од 1920, во Прилеп е роден и најпознат е, по тоа што е бил собирач на народни приказни, песни, умотворби, пословици, клетви, детски игри, се и се што ги собирал. И интересно е што духот на времето е бил таков во тоа време. Пред него истото почнале да го прават и Кузман Шапкарев и Димитар Миладинов. Всушност, при една посета на Прилеп, кога Марко Цепенков се занимавал со разни работи, Марко Цепенков бил во своите доцни 20 години и Димитар разговарал со Миладинов и тој го поттикнал, го охрабрил да продолжи да го прави тоа што го прави, тој веќе почнал да собира народни умотворби и бил духот на времето бил таков и се правила на диференцијација наспроти грчкото влијание во тоа време и било важно да се собираат и да се пишува на словенски јазик во тоа време и на некој начин тоа било еден културен, се формирал еден културен код, една културна матрица наспроти туѓите влијанија. Во тоа време грчкото влијание се сметало за туѓо влијание. Меѓутоа тој тренд бил познат и во период на преродбеништво, меѓутоа такво нешто се случувало и во други делови од Европа, значи не било уникатно за Македонија во тоа време. И автобиографија, значи тоа е ретка форма во тоа време. Григор Прличев многу малку пред Марко Цепенков се смета дека можеби му била инспирација и ја издал неговата автобиографија и не познаваме многу други вакви дела. Меѓутоа интересно е што Марко Цепенков, значи сите тие, не знам, има 800 приказни, најпознатата приказна е Силјан Штркот, исто го имам ова изданиот, исто прилагодено, всушност го има, ако не се лажам, тука го има и оригиналот, да, и оригиналот и мислам дека подоцна го има на современ македонски, или ова е само или накратко е прераскажано на современ македонски, ова е лектира, ова е убаво издание. Ова му била најпозната приказна што ја запишал и во една прилика во автобиографијата кажува како Кузман Шапкарев, кој пред него веќе во Софија издал таков зборник со народни умотворби приказни, и му ја бара на Марко Цепенков Силјан Штркот и му праќа негов зборникот таму во печатена форма и тука Марко Цепенков кога ќе го види тој зборник ќе свати дека па и тој може да се јави како автор, не автор на тие дела, меѓутоа да се потпише, да стави свој потпис врз таков зборник и не му ја дава Силјан Штркот на Кузман Шапкарев и подоцна во Софија исто неговите дела ќе ги даде, ќе бидат одобрени и ќе бидат издадени, затоа што подоцна ќе живее Марко Цепенков во Софија.
накратко зборува за неговиот дедо, за како го добиле презимето Цепенков, ајде не ви раскажувам да не ви правам спойлери, раскажува за животот на татко му, младоста на татко му и кога читате што се поминал татко му и каде се бил, на моменти се прашував, си помислив да не превеличува малку човеков. Подоцна зборува за самиот себе, како што сакал да учи, немал, биле сиромашни, така натаму. Мора од нешто да се издржува, живее како кројач, менувал разни професии, татко му бил еким, лекар. И едно време кога ќе почна да ги собира тие, татко му бил знаел многу и песни и приказни, знаел добро да раскажува и почнал да запишува Марко Цепенков, меѓутоа тоа му станало огромна пасија, тоа му станало, тоа го обземало на некој начин неговиот живот и секој слободен момент цело време бил обземен со тоа и барал, слушал разни луѓе и ги запишувал, секоја приказна, секоја пословица, поговорка, детска песна, што и да било, тој ги запишувал. И интересен момент е, значи тука го има накратко неговиот живот, 60 нешто страници, ве препорачувам да ја прочитате, меѓутоа имаше едно нешто што и Наташа го спомнува и што мене сакав да кажам нешто да го во врска со тоа, а тука ќе прочитам еден краток извадок од автобиографијава и тука од дома, значи го караат и жена му и татко му, нели го караат као дај олабави малце, не претерувај со ова. И жена му вика, ќе цитирам, вели: бидувај да пишуваш, ама понекогаш. Ами ти ноќе дење, делник, празник, Божич, Великден, ако не фатиш да пишуваш, нема спас. Море домаќине, море братко, остави оваа севда веќе. Доста ти се оние песни и приказни што ги имаш пишани. Што ти така дека ги имаш пишани? Само да им се фалиш на пријателите и на даскалите кога ќе дојдат овде. Ете тоа фајде имаш. Луѓето се фалат со имот, што спечалиле, а пак ти се фалиш со приказни. Арно, вели тате, луѓето не ќат приказни, ами сакаат пари, пари е така домаќине. И тој одговара: пари, и пари си имаме да си живееме, та за на старост ако сме живи, нека ни се живи синовите, тие ќе не чуваат. И самиот јас знам од овие приказни и другиве работи нема да спечалам пари. Ами кога имам еден мерак во мене, што да правам? Не можам да го оставам и завршена работа. Не ти домаќинке да ми велиш, ами кој сака нека ми вели да не пишувам, нема полза да го слушам. Сум пишувал и ќе пишувам, дури ме држи душата. Па ако сака Господ да дојде моментот да ги отпечатам овие работи, ќе видиш што чест ќе добијам и што пофалба ќе добијам. Ама не од секого, ами од тие луѓе што им ја знаат вредноста на народните работи. И на крајот да ви кажам на сите, умирачката ќе ми одземе перото од раката. Ете така. И друго немам што да ви речам. И подосна на едно место, многу малце подосна, вели: Арно, ама пустиот мерак беше ме занел и тој мерак ќе ме однесе до гробот. Значи, го гледаме Марко Цепенков тотално обземен од оваа пасија, од таа желба за запишување, за книги. И искрено размислував малку за ова и би рекол дека ни едно големо, ако размислиме, ни едно големо дело, ни едно голема во уметноста, во било што, во науката, ни едно големо дело не настанало без тој пусти мерак, без таа голема страст која што не движи. Дали е страст, може еден научник да го движи таа глад за знаење, глад да открие нешто. Едноставно да го движи. Не е тоа само, може да некој да рече, па да, тоа е глад за слава или за пари. Не би рекол, затоа што тој творечки импулс кој што го носиме сите како луѓе, тој е многу длабоко закопан и мислам дека пред се да оди тој творечки импулс и било кој што измислил нешто ново или што направил нека голема творба или некое дело во уметноста, колку и да имал некаде во позадината дека тоа би можело да му донесе пари, пред се сметам дека секој тоа го направил затоа што не знаел поинаку и морал да го искаже тоа. И тоа е интересно, тој пуст мерак на Марко Цепенков за читањето, за книгите. Мислам дека јас до некаде го носам тој пуст мерак за читање, за секојаш една незаситна глад по читање, дека секојаш можеби таму има некоја книга што ќе испуштам ако не ја прочитам, што може да ме збогати на некој начин, да ми открие некои нешта кои што не сум ги знаел и така натаму. Меѓутоа, може да се каже дека живееме во свет во кој што не многу луѓе може да живеат и тој пуст мерак да го
живеат на дело, да речем, да живеат и да заработуваат правејќи го она што вистински го сакаат, што вистински длабоко го носат во себе. Многу луѓе и поради самото обкружување и поради растењето не можеле да ги изразат, не биле препознаени нивните таленти и она што вистински го носат како талент, и можеби го поминале времето трагајќи по нешта кои што носат пари, и можеби се збогатиле, меѓутоа на некој начин можеби го промашиле позивот за својот живот или оно за кое што на вистина биле надарени. Меѓутоа животот е комплексен, животот е сложен и ретко мислам дека има луѓе кои што можат целосно да го прават она кој што го носат во себе, кои што уживаат, во кои што се добри, а изгора да живеат од тоа. Знам дека тоа е комплицирано, меѓутоа мислам дека не треба да се откажеме од тој пуст мерак, без разлика за што е. Зборувам сега за нешто што е конструктивно, нешто што е позитивно, а не само пуст мерак по било какви случајни работи кои што може да не се добри ни за нас самите, ни за другите. И би сакал и за мене самиот, иако животот, кажав, е комплексен и постојано велиме дека ни недостасува време, би сакал да си се потсетам и самиот себе, би сакал да ве потсетам и вас дека Марко Цепенков ни е пример за човек кој што на некој начин го живеел тој позив, ајде да речеме, тоа што го носел длабоко во себе, таа копнеш, таа страст за нешто, и токму поради тоа, затоа што не направил компромис, затоа што останал верен на тоа, денес зборуваме за Марко Цепенков и денес ги имаме тие приказни и денес ги имаме собрани во повеќе томови како собрани дела и зборуваме како за културно наследство. Токму затоа што тој не направил компромис и бил верен, доследен на оно што сметал дека е важно да го прави. Така што можеби некој од нас, иако сме без разлика во која фаза од животот се наоѓаме, можеби има нешто што треба повторно да го ставиме во фокусот и повторно да почнеме да сонуваме и дека да го ставиме во погон, можеби да нешто што ќе биде за инспирација на другите, затоа што живееме во времиња со доволно мрачни вести, доволно стресови, доволно неизвестности. Можеби како Марко Цепенков ќе можеме да го земеме оно што го имаме, оно што ни е дар, да речеме, или талент, и без разлика во која фаза од животот да се наоѓаме, да го земеме и повторно да сонуваме и да го употребиме. Така што мене Марко Цепенков искрено ме инспирираше и затоа сакав да споделам со вас во однос на тој пуст мерак негов, кој што не можел си помогне и вели само умирачката ќе ме спречи во тоа, ништо друго. Океј, тој е Марко Цепенков, автобиографијата, проверете ја, читнете ја, исто и Силјан Штркот е феноменална приказна. Чувајте се и се гледаме со наредното видео. Не заборавајте да стиснете subscribe на YouTube на каналот, на пејџот, на страницата на Facebook да ме заследите и слободно кажете ми ваши коментари, чекам за автобиографијата ако сте читале или токму за ова видео. Поздрав и чао!